Превирање во Струскиот пасалук. УНЕСКО реси дека Охридскиот регион конечно треба да се прогласи за загрозен. Светското културно наследство виси на конеч. Ова иде конец. На оваа тема посироко истразува се Насиот Ланцо. Да, така е, студио се наоѓаме во бисерот на Македонија, тоа е Охрид. Во моментов имаме официјално образложение и став околу целата ситуација во Охрид од УНЕСКО. Вели вака: несоодветна градба со несоодветно урбано развивање и експлоатација на брегот, зголемено загадување, нарушување и уништување на животната средина и неконтролиран урбан развој предизвика силен притисок од туризмот. Ова е образложение од УНЕСКО, а овде тука ќе добиеме сега образложение од нашиот познат господин Климе. Се извинам, Климче, што имат? Ништа 15, што да имат. Што да ви речам, без свие е кажено 1000 пати. Охрид пред очи ни се топи, тоа е. Добро, кој ви е првиот чекор? Кој ви каже боти со чекори дека ги нема тоа? На тепка го погоди. Браво. Првиот чекор ќе ни биде да се формира Сдружение за заштита на езерово. Да се сите што се политички партии што се заинтересирани овде да градат околу езерово, да ловат пастрвки, да загадуваат тоа све на црното, ќе му дајме прво дома еден аквариум да го чуваат. Па прво аквариумов да видам дали ќе инвестират во филтри, во мрежи, во тамо други работи, па кога ги преживеат рипчината, тогаш одиме веќе на следниот чекор. Аха, значи тоа ќе знаеме дали може да го управуваат диамантот на УНЕСКО. Чекај, море, не брзај, тоа е следен чекор, има друг чекор пред тоа. Кој ќе го направи тоа со аквариумот, ќе му го дајме прво Треска езеро, што е Скопје, тоа 40 години старо езеро, тоа да го порибет, да го пошумет, па кога ќе можат да го стопанисуваат, тогаш од 40 годишно езеро ќе преидат на 2 милиона годишно езеро што е бисером на Македонија овде Охрид, тогаш па тука можат да се стопанисуваат. Има ова логика. Нормално имат, ние само со логика работаме. И со кајчина, со сопчина и така. Туку соба да не ти треба за лето ово. Не, уплати стану лагадин. Што уплати стан лагадин? Да, уплати. Ај, бега од тука и ти со камера, тргај се, ајде го. Се налјути. Ете, драги гледачи, од сето ова може да добиеме само еден заклучок, а тоа е дека рибата смрди и од главата, и од устата, и од перките, и од опашот. У глобала рибата смрди од секаде. Те слушам, риба спомна нешто. А ти треби риба, брачет мисля да се пастрмка, белвички, како е свет, слушаш? Студио.